Почитувани гледачи, ги продолжуваме вестите од Струмичкиот регион со тема здравство. Струмица и Прилеп остануваат на врвот по заболени од грип оваа сезона. На оваа тема зборувам со мојот гостин во вестите, началникот на инфективно оделение при Струмичката болница, началникот доктор Катица Марангјозова, инфектолог. Докторке, добре ни дојдовте во вестите и кажете ни, сигурно граѓаните ги интересира, што велат бројките? Ги имаме многу. Со каква статистика зборува Струмичката болница? Најнапред да ги поздравам гледачите на ТВ каналот ВИС и сакам така да им се обртам, бидејќи сега актуелната ситуација состојбата со грипот. Статистиката вели дека најголем број на заболени од грип има во Струмица и во Прилеп. И сега со бројки се занимаваат центрите за јавно здравје, но јас како специјалист инфектолог и началник на инфективно оделение во Струмица можам само да констатирам дека нашето оделение е полно со болни и бројката е многу повисока од истиот период претходната година. Бидејќи знаеме дека грипот или инфлуенца представува акутно вирусно заболување кое е предизвикано од вирусот на инфлуенца. Постојат три типа на вирусна инфлуенца А, Б и С. И што е карактеристично за ова заболување, најпрво од епидемиолошки карактер, значи тоа се јавува сезонски во ладните месеци, обично после Нова година, јануари, февруари, март, значи тоа е затоа зборуваме и за сезонско заболување, значи нормално дека во оваа сезона ќе имаме зголеме број на пациенти, повремено се јавува, значи циклично и како во вид на помали или поголеми епидемии, во зависност од кој тип на вирус е. Најтешки клинички слики предизвикува вирусот на инфлуенца тип А, додека најлесни тип С. И сега со што се карактеризира во кратки црти, тоа е значи акутно респираторно заболување и тука доминираат општите симптоми. Значи една висока температура, која може да оди до 40 степени, пратена со студ, треска, болки во целото тело. И сега општата симптоматологија од респираторниот тракт, како што е течење на носот, кашлица, гушоболка се јавува покасно, значи таа не е доминантна, не доминира една тешка општа состојба. Тоа е значи кај потешки форми, што не значи дека грипот може да помени субклинички како едно лесно вирусно заболување. Ги спомнавте дека вашето оделение е преполно со пациенти, имаме хоспитализирано и која е нивната старосна граница? Кои се најпогодени? Значи, инфлуенцата, рековме дека имаме различни варијации на клиничката слика. Полесните форми, ето еден апел до граѓаните, значи да помине во домашно лекување, да не се ствараат непотребни гужви по самите амбуланти. Значи, полесни клинички слики во домашни услови, најважно е мирување, консумација на топли напивки, консумација на витамини, претежно високи дози на витамин С и престојување во чиста и проветрена просторија, значи да се избегнуваат групни собирања овие периоди. Сега, реков, значи, при потешки клинички слики секако дека треба да се јават на матичен лекар, а матичниот лекар е тој што одлучува, значи прави тријажа кој пациент треба да иде на инфективно оделение. Значи, предмет на нашето делување представуваат тешките клинички форми на инфлуенца, односно ние лекуваме компликации на самиот грип. Претежно кај хоспитализираните се со рентгенографски верифицирани бронхопнеумони, односно воспаление на белите дробови. И сега можам да кажам дека нашето оделение е преполно, преку 40 хоспитализирани, тоа се претежно со бронхопнеумони. Старосната граница е, значи, кај нас ги третираме оние полна работна способност, од 2 години па до 65 години, 70 без коморбидитет, се третираат на инфективно оделение. Сега, бидејќи веќе состојба на зголем број на грип, имаме посебни препораки од Министерство за здравство, кој вели дека деца со фебрилни деца до 2 години се третираат на детско оделение, тоа е апел и до матичните лекари, до вработените во брза помош, значи тие пациенти до 2 годишна возраст се праќаат на детско оделение, каде што се должни 1 до 2 соби да одделат за такви болни. Болните со хронични заболувања, хронични респираторни, како што се хронична обструктивна болест, астма, се третираат на интерно оделение и должни се и тие да обезбедат 1 до 2 соби за тие болни, а додека трудници со потешка форма на грип се третираат на гинекологија. Значи тоа се најнови препораки, а останатата популација се разбира дека ја третираме, мислам, потешките форми ги третираме на инфективно оделение. Така, зборуваме за грип и само накратко, на ова променливо време постојат и вирусите кои што се присутни најмногу кај малите деца. Ова време сега да кажеме најмногу им погодува на самите вируси, значи такво топло време. Од една страна вирус тоа е идеално за размножување на вируси, од друга страна имаме поголема раздвиженост на луѓето, поголеми групни собирања и од друга страна да кажеме утрешните температури се ладни, дење е топло, така да препотување, неадекватно облекување да кажеме и тука е значи
одат во прилог на самите вирусни заболувања. Така и како што и претходно се договоривме, совет од вас сигурно гледачите очекуваат нивната превенција. Ете, сега е сезона на грип. Мислам сега сепак може да зборуваме за превенција, еве еден апел и за наредната година. Најдобра превенција е вакцина. Значи имаме вакцина против вирусот на грип. Се вакцинират од октомври до ноември, мада и сега пошто се смета дека ќе имаме долга сезона на грип. Ете препораките од Републички завод дека може и уште да се вакцинираат. Значи во главно превенцијата се врши октомври, ноември вакцинација, тоа е мојата главна препорака за превенција. Сега веќе нели сезона на грип, препорака. Значи консумација на доволен број на топли напивки, консумација на витаминска терапија, добро облекување, адекватно облекување, значи да не дозволиме препотување или тенко облекување и избегнување на грипни собири. Тоа би била мојата препорака и додека се јават симптоми на заболување, значи реков да ги следат овие препораки, која форма, каде да се лекува, за да не настануваат непотребни гужви, бидејќи некош можеби и да немаме грип во чекалните да го добиеме. Така. Докторке, јас ви благодарам на нашето гостување во вестите на ТВ каналот ВИС. Ние прочитувани гледачи се надевам дека ги слушнавте препораките на доктор Марангјозова. Почитувајте ги доколку сакате да бидете здрави во оваа сезона. Ние продолжуваме понатаму со останатите содржини од вестите од регионот.